По низата скандали за распределба на милионски тендери, министрите во владата на Заев се уште не чувствуваат одговорност за распределбата на парите и донациите меѓу себе. Откако избија аферата со грантот што вице-премиерката Радмила Шекеринска го доделила на министерот Зоран Шапорик, тој беше тргнат од вебсајтот на Сдруженијето Мултикултура од Тетово, каде фигурираше како член на управниот одбор. Но не само меѓу седмата распределба на грантови. Министерката Шекеринска вели немало ништо спорно во набавката од 3 милиони и 700 илјади денари за торти и свежи колачи за армијата. Што е сомнително? Затоа што се купува торта и колачи за припадници на Арама. Тендерот можете да го видите со своји очи и да го прочитате. Ако имаше нешто спорно, ќе излезеа со конкретни забелешки. Она што може да се прочита е дека се работи за набавки кои што се однесуваат на припадниците на Арама. Подобро е ВМРО ДПМН да излезе и да каже дека сите пари на овој свет тие треба да ги трошат, а на припадниците на Арама да не им останат ни трошки. Брзо од постапувањето на функцијата Шекеринска распиша и тендер за набавка на морски плодови вреден околу 5 милиони денари, а потоа и тендер за апетисани во износ од 5000 евра. Опозицијата побара одговорност од Шекеринска за злоупотреба на службена положба за набавка на, како што велат, криминални набавки, сомнителни тендери и доделени грантови по партиски клуч. Низа скандали за само 10 дена го тресат владиниот кабинет и високи државни функционери. Тендери распишани од власта, а финансирани од џебот на граѓаните. Дури откако во јавноста се обелодени и скандалот со тендерот за набавка на реагенси на Министерството за здравство, во кое директно беше повикан и министерот Филипче, тој се правдаше со административни недостатоци. Случајот со полицискиот џип е последен во низата скандали, но одговорност се уште нема. Распределбата на тендерите преку фондот на иновација дополнително ја разгореа јавноста, по неколкудневен молк министрите излегуваат со информација дека постапките ќе бидат стопирани. И покрај бројните скандали кои го тресат неговиот кабинет, премиерот Заев не размислува за замена на кадрите, стравувајќи дека ќе немало да најде соодветна нивна замена.